Почитувани гледачи, следува добриот доктор. Јас сум Александар Динев. Ви благодарам што сте со нас. Денеска ќе зборуваме на тема од областа на логопедијата. А повод е Европскиот ден посветен на логопедијата 6 март. Мој гостин и соговорник во студиото е доцент доктор Силвана Филипова, логопед, специјалист по рана интервенција во детството во ЈЗУ Центар за рехабилитација на патологија на вербалната комуникација. Доктор Филипова, добар ден. Ви благодарам што сте дел од денешното издание на Добриот доктор. Не спомнав во најавата, ќе говориме на тема посветена на пелтечењето, односно народски кажано дъткање. Бидејќи тоа е претпоставувам составен дел од секојдневно тоа што го работите во вашата пракса. Добар ден, ви благодарам на поканата. Голем поздрав до гледачите на Сител телевизија. Точно март месец, односно 6 март е Европскиот ден на логопедијата, односно на логопедската терапија. Секоја година се одржуваат теми, дебати, конференции по повод овој ден. Целта ни е да ја подигнеме свесноста за нашата професија и за нашата терапија. Секоја година избираме една тема. Оваа година темата е посветена на комуникацијата и на срединските фактори, баш и нарушувањето во флуентноста на говорот, односно пелтечењето е дел од комуникацијските нарушувања. Така, еве на почеток, што представува пелтечењето, односно дъткањето? Пелтечењето е најстаро нарушување, значи го прати говорот, уште кога се појавил говорот кај човекот, постои пелтечењето. Пелтечењето е познато дури уште од 5 век пред нашата ера. Античкиот оратор Демостен пелтечел и уште во тоа време успеал да направи своја метода и да го надмине пелтечењето. Тоа представува нарушување во течноста на говорот, каде што лицето знае што сака да каже. Значи не е нарушен мисловниот тек, но не може тоа да го каже заради грчеви, блокади, застои, паузи, завлекувања, кои што ние ги гледаме како мускулен напор. Ова нарушување не е едноставно, затоа што не е само тој мускулниот напор кој што ние го гледаме, постои присутен и ментален напор. Значи, лицето размислува за својот говор пред да почне говорот, за време на говорот и после говорот се појавуваат низа на негативни емоции и затоа велиме дека е синдром кој се одразува на физиолошки, психолошки, социоемоционален, па и говорен план. Представува комуникацијско нарушување, затоа што ја нарушува комуникацијата на лицето, го намалува квалитетот на живење на лицето, ги намалува неговите академски и работни постигнувања. Пелтечењето е многу непредвидливо нарушување. Значи, во текот на денот кај лицето кое што пелтечи, може да имаме варирање. Значи, имаме период кога говорот му е лесен, потоа имаме период на влошување на говорот. И тоа постојано ствара кај тоа лице исчекување. Значи, постојаност е во некој неизвестност, односно со текот на времето се ствара еден хроничен стрес. Исто така е и многу фрустрирачко и за родителите, бидејќи ќе се појави кај детето, имаме период кога тоа пелтечи и кога ќе реша да побарат стручна помош, пелтечењето исчезнува и се откажуваат. По некое време повторно се појавува и родителите мислат дека ќе биде како првиот пат. Првиот пат може да трае пократко, после подолго и губат многу во време додека да се одлучат да дојдат да побарат стручна помош. На која возраст вообичаено се јавува за прв пат? Пелтечењето се појавува во развојниот период, значи критични години се од 2 до 5 години. Јас овдека би сакала да кажам дека голем број од децата поминуваат низ фаза на пелтечење. Кај некој тоа може да трае една недела, месец, два и пола година и го надминуваат за среќа самостојно, без да побарат стручна помош. Само 5% од тие дечиња имаат потреба од стручна помош, на кои ние, според статистиките, околу 3-3,5% можеме да им помогнеме, а 1,5 до 2% останува да пелтечат во текот на целиот живот. Првата критична возраст е од 2 до 3 години. Ретко се појавува после проговорувањето, со самото проговорување, многу ретко и тогаш таквите форми се најтешки.
Значи, првиот критичен период е од 2 до 3 години, кога детето интензивно го совладува говорот и јазикот, когнитивните процеси се развиваат и детето во еден момент се чувствува дека може многу да каже. Да. И често пати се дешава да неговите говорно-јазични способности не можат да одговорат на вербалните барања и може да се заплетка и тие заплеткувања после со реакција на средината да преминат во дисфлуентен говор, односно во пелтечење. Вториот период е периодот од 4 до 5 години, кога детето покажува голем интерес кон надворешната средина. Значи, станува љубопитно, поставува многу прашања, се вклучува во интеракција со околината и неадекватното одговарање на околината може да предизвика пелтечење. Третиот период е кога тргнува на училиште. Значи, ако не е добро подготвено за на училиште и ако не може да се снајде во училишната средина, може да се предизвика пелтечење. Ретко, како самостојно, скоро никогаш не се појавува за време на пубертетот, но во пубертетот може да ни се случат рецидиви. Значи, да се поврати. Значи, тоа е период кога детето има интензивен емоционален развој, наплив на емоции, тие наплив на емоции да не може да се снајде со таквиот, да ги искаже и да настанат рецидиви. Во повозрастни години ретко се појавува самостојно, обично се појавува самостојно при интензивни емоционални стресови, например смртен случај, некоја собрекајка, болест, операција, елементарна непогода и таквото пелтечење кај овие лица е со многу тешка форма, значи имаат јаки грчеви, но среќата е таа што ако побараат помош може за месец-два да се стабилизира. Најчесто кај повозрастните е рецидив или оноа пелтечење кое што е напредно. Тоа се обично лица кои што пелтечеле во детството и продолжуваат во возраст, во подоцнежната возраст. Да, споменавте и формите средна, дури тешка форма. Предпоставувам најлесната форма е најлесно да се работи со тие дечиња уште од најрана возраст. Овака, народот мисли дека пелтечењето е една форма, дека кај сите исто се манифестира. Но има разлики на пелтечење кај деца и на пелтечење кај возрастни. Кај децата може да биде физиолошко пелтечење, тоа е поврзано со говорно-јазичниот развој и подлогата е јазична. Значи, тогаш детето го учи јазикот, се заплеткува и кај оваа форма имаме повторување на цели зборови, реченици, слогови. Потоа имаме развојно пелтечење, психогено и неврогено. Психогеното и неврогеното се многу ретки, тие настануваат во некои посебни состојби на детето. Најчесто е развојното, но и развојното пелтечење си има своја патека. Значи, почнува како гранично, има елементи и на физиолошко и на почетно пелтечење, но детето тука не е свесно за своето нарушување, не ги избегнува говорните ситуации, си зборува. Ако некогаш и тука завршува, значи успеваме, ако побараат третман, успеваме да го истретираме и да завршиме. Да се нормализира. Ако не, тоа продолжува во почетно пелтечење. Тука имаме малку поизразени тензии. Поголем број од децата не се свесни во оваа фаза за пелтечењето. Имаме некои кои што може да се освестат, но не ги избегнуваат говорните ситуации. И исто така и тука може да заврши пелтечењето. Ако продолжи, веќе имаме пелтечење кое што е преодно, каде што имаме интензивирање на симптомите, имаме веќе грчеви со тензија, тонично-клонични грчеви, потоа имаме страф од говор, веќе почнува да се освестува и да ги избегнува говорните ситуации. И следната фаза во тоа развојното пелтечење е напредна фаза, кога веќе детето почнува за себе да ствара слика како на лице кое што пелтече. Значи има страф од говор, ги избегнува говорните ситуации, грчевите се поизразени, има и блокади, може да се јават и тикови. Кај возрастните имаме развојно перзистентно, значи тоа е пелтечење кое што почело во детската возраст и трае и во подоцнежните години.
Имаме психогено, кое што е најчесто хистерично или за време на стрес пелтечење, кое што се појавува само кога лицето е во стресна ситуација, кога ќе исчезне стресот, се враќа говорот, се нормализира, и неврогено кое настанува како резултат на некои трауми на мозокот. Така. Ги споменавте децата, за која најчесто причина кај децата доведува да се јави пелтечење, бидејќи за повозрастните потенциравте дека тоа повторување или рецидив е ради стрес, сообраќајна несреќа, смртен случај, меѓутоа кај децата на 2 или 3 години се уште се не разбираат, значи што би било причина кај нив? Значи, иако е најстаро ова нарушување, иако се знаело многу одамна, се уште точната причина не е утврдена. Значи, постојат голем број теории кои што... Генетиката се исклучува или има и случаи? Има и улога, имаме и генетски фактори кои што предизвикуваат, но не е само генетиката. Значи, имаме психолошки теории кои што кажува дека некоја конфликтна состојба, конфликт со себе, конфликт со околината може да го предизвика пелтечењето. Медицинските теории наведуваат некоординирана инервација, значи некои делови од говорните органи добиваат импулси да почнат да се движат, а други доцнат, и заради тоа се појавуваат тие заплеткувања. Потоа ја наведуваат семената анамнеза, ако во семејството ако е дисфункционално или ако има во генетиката членови кои што пелтечеле, веројатноста дека и дека детето може да почне да пелтечи е поголема. Сега тука, ако родителот или некој од поблиското семејство го надминал пелтечењето, веројатноста дека и детето ќе го надмине е поголема. Генетиката која што спомнавте, веќе има откриено 4 гена различни, кои што со нивните мутации ги поврзуваат со појава на пелтечењето. Потоа имаме теорија на физиолошки дефицит, односно поинаква структура во оние предели на мозокот кои што ја контролираат инервацијата и координацијата на мускулите за кои што учествуваат во говорот, а ние логопедите најчесто од нас ни се покажала во праксата како најточна и најпотполна конституционалната теорија. Значи, пелтечењето се развива кај оние деца кај кои што имаме диспозиција, склоност за појава на пелтечење. Оваа диспозиција најчесто е хередитарна или конгенитална и се манифестира во лабилност на централниот, периферниот и вегетативниот нервен систем со понизок праг на толеранци и срединскиот фактор кој го провоцира. Значи, диспозицијата може да постои, но ако немаме таква некоја средина, може да не се појави. Најчесто срединскиот фактор се сите оние ситуации во кои детето тешко се адаптира. Значи, таа е теоријата која што ние најчесто ја застапуваме. Значи, ако има диспозиција ќе се појави пелтечење, ако нема диспозиција нема да се појави. Ако имаме физиолошки дефицит, со вежби може тоа да се среди и таквото пелтечење да исчезне. Ако имаме дислатерализација, исто со вежби може да се среди и таквото пелтечење да исчезне, но диспозицијата е таа што одредува дали ќе се појави пелтечење или не. Доктор Филипова, тука ќе ги поканеме и нашите гледачи. Почитувани, доколку имате прашање за денешната тема пелтечење, односно дъткање, може слободно да се јавите на добро познатиот телефон 0231165566. Моја гостинка и соговорничка во Добриот доктор е доцент доктор Силвана Филипова, логопед и специјалист по рана интервенција во детството во јавната здравствена установа Центар за говор, слух и глас, попозната кај народот, а поново Центар за рехабилитација на патологија на вербалната комуникација. Во очекување на прашањата и од нашите гледачи, како да се однесуваат родителите ако нивното дете почне да пелтечи? Па јас првиот совет би го дала да не се обвинуваат. Значи, кога ќе се појави пелтечењето, родителите најчесто почнуваат да се обвинуваат, да бараат вина, каде сгрешив, што се случи погрешно, што тргна погрешно, да бараат причина за пелтечењето. Да не го пресилуваат детето. Да не се обвинуваат самите себе прво. Ако се они преплават со негативни емоции, они нема да можат самите себе да си помогнат, а не на детето. Вториот совет би бил да створат една опуштена атмосфера дома. Каде што детето ќе може да пелтечи без некој да го коригира или да му дава некои совети. Значи, без да биде под лупа. Значи, да го пушта детето да си пелтечи во домашната средина, да си биде опуштено, кога тоа ќе биде опуштено полека може да заборави на пелтечењето.
Третиот совет е да не му даваат совети од типот размисли прво, па после кажи што сакаш да кажеш, затоа што кажавме дека тие знаат што сака да кажат, таа конфузија што се појавува и што ни изгледа како дека не знаат што да кажат, произлегува од грчевите, кои што не може да ги контролира и детето е преокупирано како да го надминам грчот. И затоа изгледа малце конфузно. Вториот совет кој што најчесто му го даваат, а погрешен е, вдиши длабоко, па почни полека, изборувај течно. Значи, ние не дишиме длабоко. Ние дишиме релаксирано, опуштено, значи говорното дишење не е длабоко. Ако вдиши длабоко, тоа ги подига рамењата, може да створи со времето и тик со рамењата, зима поголема количина воздух, која што може да направи грч на гласилките, на гласните жици во ларингсот. Потоа да го прифата детето какво што е, да работат на подигање на самодовербата, бидејќи често пати му даваме совети, зошто така правиш, успори, не така, не овака, и му ја рушиме самодовербата, значи треба да ја подигаме самодовербата. Најважниот совет е родителот да го успори говорот. Значи ние кога го успоруваме говорот, му даваме спор говорен модел. Значи јас ако имам за соговорник некој што зборува брзо, неговата брзина ми дава до знање дека порака ми праќа дека нема време да ме дослуша и го забрзува и мојот говор. Ако зборува релаксирано полека и јас почнувам да се прилагодувам кон говорот на соговорникот. Потоа треба да не го освестуваат детето. Значи ако детето не е свесно за пелтечењето, да не го освестуваат, бидејќи со освестувањето тоа почнува да се фиксира на говорот. Ако е свесно, значи треба отворено да зборуваат. Значи отворено да зборуваат, бидејќи секоја табу тема праќа порака дека нешто е страшно што моите родители не зборуваат за таа тема. Дури и детето ако е на помала возраст, ако е освестено, треба да го воведат поимот тежок и лесен говор, односно да му објаснат што е тоа тежок говор, дали тебе некогаш ти се случило тежок говор, па ајде како го надминуваме тешкиот говор, и така. Следниот совет е да се едуцираат за пелтечењето. Значи малку да знаат што е пелтечењето, да имаат некоја едукација за пелтечењето, да си прочитаат за пелтечењето, да не зборуваат наместо детето, значи често пати ни доаѓаат на преглед и поставуваме прашање на детето, а тие го одговарат. Значи не смеат да зборуваат наместо него и не смеат да ги избегнуваат говорните ситуации. Значи детето колку повеќе се наоѓа во говорни ситуации, толку повеќе го надминува стресот, се адаптира на тие ситуации и полека почнува и да заборава на пелтечењето. Потоа, следното е да најдат соодветен логопед. Овдека би рекла да најдат логопед кој што ќе може да работи со пелтечење, бидејќи ние сите сме едуцирани за сите нарушувања, а патологијата на вербалната комуникација е едно големо поле, сите не ни лежат. Така. И исто и случаи со мене. И мене некои од нарушувањата кои што се не ми лежат и не можам да ги работам, така да најдат логопед кој што ќе може да работи веќе тоа има соодветно познавање и стручност. Да се вклучат во третманот, затоа што најчесто родителите стоат настрана. Треба да знаат кои техники ги учи детето, тие техники да ги практикуваат, да ги прават дома, да вежбаат и би рекла да бидат адвокат на своето дете во смисла да ја едуцират и околината. Значи на соседите, на домашните, на воспитачките во градинката, ако оди во градинка, на наставниците да разговарат со наставниците, значи на некој начин да му помогнат на детето да ја објаснат неговата состојба. Тоа се така некои од советите и да биде прифатено нормално, за да не се стигматизира во никој случај. Тоа, мислам, и свеста наша треба да биде на тоа ниво да не ги стигматизираме, не само лицата што пелтечат, него и сите лица кои што имат некој нарушување. Да ги слушнеме прашањата и од нашите гледачи, почитувани во програма сте, повелете. Ало? Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во програма сте, повелете. Поздрав до вас. Сакам да ја прашам докторката. Имам внуче 4 години. Така. Мислам се зборуваше убаво се. Сега тие се во странство, не се тука, дома се зборуваат македонски, таму учат друг јазик, а сега плюс уште еден јазик, англиски јазик. И мислам дека малку
И сега гледаме дека малку како сака да пелтачи, помалку така. Мислам, читано му е многу книги, мислам, дома се зборува полека, се што е. Сега, од што може да дојде тоа? Така. Па овака сега, вие треба прво да видите дали станува збор за да разговарате со некое стручно лице да го види, дали станува збор за пелтечење или за физиолошка форма, бидејќи детето совладува сега, како што разбрав, 2 или 3 јазика. Трети јазик. И сега може би му е тешко да се префрли од еден на друг, мисловно, на ментален план, па може да се заплеткува заради тоа. Сега, битно е да го види стручно лице какви се тие повторувања што рековте вие, дека ете као помалце да завлекували, да повторували, дали се повторувањата на цели зборови, дали има завлекување, дали има тензија во тоа повторување. Значи, мора да разговарате со стручно лице, може да биде и безболно, значи додека го усвојува третиот јазик, или пак стручното лице ќе ви каже дали треба да го прекинете третиот јазик. Така, за да значи, не дојде секогаш до поголеми... најдобро е да разговарате со стручно лице кое што ќе го види, ќе го прегледа детето и ќе каже мислење да не чекате. Да, ќе даде проценка дали е тоа како резултат на интензивен говорно-јазичен развој на 3 јазика или е пелтечење. Така. Доколку имаме и следен гледач, почитувани во програма, сте повелете. Добар ден. Добар ден, ве слушаме. Поздрав до вас и до вашата гостинка. Се работи за мојот син, кој сега има 13 години. До 3 годишна возраст он започна да збори, но потоа се повлече, значи не испушти ниту еден збор. Потоа до 3 години почнавме на 3 годишна возраст да оди на логопед. Со тоа препорака и во градинка. Говорот му се појави после 3 месеци работа со логопед, меѓутоа после 5 годишна или 6 годишна возраст така се појави пелтечењето. Со мал интензитет, но во подоцнешниот период почна тој да се интензивира. Меѓутоа, синот ми е многу емотивен, така да речам, дали е тоа на емотивна база или не знам што да речам. Прашањето ми е дали овој проблем со редовни посети на логопед и се уште оди на логопед, ќе се коригира овој проблем затоа што тој е свесен за својата состојба и се труди колку што може да ги прави вежбите и на логопед и во домашни услови. Ви благодарам и вам, ќе добиете секако веднаш одговор и совети и препораки на вашите прашања, секој е добро. Колку што разбрав, значи имал задоцнет говорно-јазичен развој, со интензивни вежби го развил говорот, покасно се појавило поблаго пелтечење, сега се интензивира. Лицата со пелтечење се поемотивни, а и самата состојба ги прави да ги, тој хроничен стрес, ги прави да бидат поемотивни, да имаат почесто прво страф од говор, па фрустрација, па лутина, па срам од грешките, значи тие негативните емоции кај нив може да се повеќе присутни и тоа е причина за избегнување на говорната ситуација. Сега, ние имаме во пракса случаеви кои на на подоцна возраст го надминуваат пелтечењето. Многу е битно која метода се користи, дали ги вежба дома, бидејќи кај пелтечењето постои правилото. Лесно се третира, тешко се лечи. Зошто лесно се третира? Затоа што сите вежби се многу лесни за децата и брзо ги сваќат. И треба да бидат лесни за да може детето да ги свати вежбите. И затоа не ги вежбаат дома. Мисля дека тоа е лесно, а мора да ги вежба, да ги повторуваат, за да можат тие вежби да се автоматизираат и потоа тој образец да го вметнат во природниот образец. Во колку оди редовно на вежби, во колку работи дома, во колку вежба интензивно, има шанси да го надмине. Во колку остава на тоа дека ова е лесно или на сериозно да ги свати тие лесни вежби. Или на првиот предизвик, еве не ми помага да се откаже, тогаш терапијата ќе оди до бескрај и може да немаме резултати. Така. Ќе вклучиме уште неколку гледачи почитувани во програма, сте повелете. Добар ден.
2-годишно дете, што е 3 месеци ќе полни 2 години. Така. А веќе почнува да зборува, меѓутоа онака одредени зборови, ги повторува и песнички некој, а ме интересира превентивата какво е пелтечење, дали постои превентива и дали што би значила превентивата. Да превенирате за да не дојде, да. Интересно прашање, да ќе добиете веднаш одговор. Ви благодарам за јавувањето. Превентивата кај нас е раната интервенција. Значи, ако причината за појава на пелтечење е диспозиција, значи која е хередитарна или конгенитална, ние не можеме да превенираме. Так. Превенцијата се состои во ако се сомневате дека има некое повторување, па ве плаши дека може да биде пелтечење, да дојдете на една консултација, на еден преглед, да добиете совети, например, најчесто родителите кога ќе се појави тоа физиолошкото пелтечење, и физиолошкото пелтечење може да изгледа многу лошо. Иако се тоа повторување на цели зборови, цели реченици, па завлекува гласови, може да даде една лоша слика и родителите да се исплашат, и многу е битно да дојдат што порано за да добијат правилни совети како да се однесуваат и како да му помогнат на детето. Превентивата ако вашето дете нема пелтечење, значи во таа смирена атмосфера, да не се форсира говорно, да го следите неговите способности, говорни способности, бидејќи сите деца немаат исти говорни способности. Затоа што пелтечењето, како што кажав, во првата фаза се јавува како резултат на тоа што детето, неговите говорно-јазични способности не можат да одговорат на вербалните барања. Така, имам интерес од гледачите, меѓутоа времето ни е при крај. Доктор Филипова, рековте едноставен третман, меѓутоа може малку да појасниме кога ќе дојдат на прегледот и вие ќе утврдите како стручно лице, како специјалист по рана интервенција во детството, односно логопед, се започнува со тој третман и во што се состои третманот? Значи, третманот многу зависи од многу фактори. Значи, во третманот на пелтечењето од видот, односно формата, така претпоставувам. Постат голем број на методи. Логопедите не може да ги знаат сите тие методи. Ние знаеме сите помалку или повеќе од методите за третман на пелтечење. Се разликува третманот кај возрастни, се разликува третманот кај деца, се разликува кај децата третманот дали детето е свесно за пелтечењето или не е свесно. Значи, ако детето не е свесно за своето пелтечење, не ги избегнува говорните ситуации, тогаш третманот се обавува преку структурирана игра, индиректно. Значи, низ игра, ги користиме графомоторните вежби, користиме вежби за психомоторна редукација, арт-терапија, користиме техники на спор говор кај детето. За мене тука е најдобра методата на Чевелјева, која што го користи цртањето, значи се зборува на една тема, се разговара заедно со детето, додека тоа црта или бои, бидејќи при цртањето, како црта, така го успорува, индиректно го успорува својот говор и многу лесно можеме да го надминеме пелтечењето. Во колку пелтечењето кај детето веќе е свесно за пелтечење, тогаш ја користиме интегративните методи, спор, бавен почеток и лесен премин од глас на глас, од збор на збор. При тоа се почнува од полесно јазичко ниво и се оде кон посложено јазичко ниво, и во оваа фаза го користиме пасивниот шум, го воведуваме тежок и лесен говор, значи на детето правиме вежби да имитира тешко да го имитира тешко пелтечење, па да имитира лесен говор, да свати дека може да го контролира. А кај возрастните, кај кои што веќе имаме направено, имат веќе создадено слика за себе, како лице кое што пелтечи, најдобра метода е свесната синтеза, според мене. Свесната синтеза на развојот, која што се применува во Белград, во Центарот за психофизиолошки говорни пореметувања во Белград. Таа е комплексна метода, 3 фази, учат техники, па потоа ги применуваат и се врши десензибилизација во реална средина. Значи, целта на терапијата е да направи модификација на пелтечењето. Значи, модификација на говорот и да се прекине тој ланецот на пелтечење. Модификацијата се прави со совладување на техниките.
Тие техники треба да се вежбаат, да се автоматизираат и да се вметнат во природниот образец, во природниот говор. Значи, кога ќе се автоматизирате, да го земеме шумот. Прво, шумот изгледа малце појак и понезгоден да го вежбаат децата. Но со автоматизација тој станува едва и приметен и овозможува полабава артикулација и го намалува грчот. Може би секогаш се преголеми очекувањата на родителите, а предпоставувам дека и најчестото прашање кога ќе го донесат детето за колку време ќе му се нормализира говорот. Да, точно они го прашува дали и гледачката праша дали ќе има резултати, дали кога ќе се заврши терапијата. Значи, треба трпение пред се. Треба трпение пред се и прво ние во терапијата кога спроведуваме терапија на пелтечењето ставаме цели. Значи целта ние да го надминеме пелтечењето. Целта да го направиме пелтечењето да биде полесно. Односно детето да почне да зборува да не ги избегнува говорните ситуации. Колкава ќе биде должината на терапијата зависи индивидуално од самото дете. Обично од 1 година до 3 години. Кај децата ја прекинуваме терапијата кога детето ќе почне да манифестира флуентен течен говор најмалку 1 до 3 месеци. Родителите треба да се обучат, да можат да го проценат кога детето ќе почне да манифестира ако се јави рецидив. Како да се понашат со детето во таа ситуација или да дојдат на вежби. Кај децата во школска возраст пелтечењето веќе зема посложени образци и терапијата завршуваме кога детето веќе интензитетот на пелтечењето е намален и не му смета во постигнувањето на школските вештини, академските вештини, односно не ги избегнува тие говорни ситуации. Кај возрастните исто така, кога ќе ги совладаат техниките, значи техниките ги совладале толку добро, што веќе треба да ги автоматизираат и ги оставаме да ги применуваат. Најчесто пациентите не сакаат да ја прекинат терапијата, бидејќи многу му значи нашата поддршка, затоа што кога ќе се најдат во некоја стресна ситуација, добиваат поддршка од нас како да се носат. Сега во некои земји имаме центри за поддршка на лица со пелтечење, кај нас немаме и затоа ние закажуваме контроли и секогаш консултации можат да дојдат кога ќе се најдат во некоја таква ситуација, не знаат како да се справат. Навистина интересна тема, офативме најголем дел од целата содржина и се што требаше да говориме за пелтечењето, меѓутоа секогаш поканата е отворена за вас со логопедите, бидејќи навистина сте потребни пред се на општеството и ова современо живење, односно стилот и начинот на кој функционираат и децата и возрастните. И со задоволство ве очекувам да бидете повторно дел од Добриот доктор. Секако. Чест ми е и драго ми е да бидам присутна овдека и се чувствувам баш онака пријатно како дома. Така, ви благодарам уште еднаш. Почитувани, тука и крајот на денешното издание на емисијата. Вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ве поканувам да бидете повторно со нас и утре. А утре во Добриот доктор ќе говориме на тема од областа на неврологијата, односно за невропатии. Во меѓувреме останете со програмата на Сител телевизија, имајте убав ден и грижете се за вашето здравје. Пријатно!